еден проект од социјалната сфера во нашата држава се реализира или се финишира за една категорија на најранливи социјални категории луѓе ќе добијат свој стан, оние кои што не се во состојба самите тоа да го обезбедат. Тоа е едно задоволство и овде сум присутен како една афирмација, поддршка на онаа што владата и министерствата од тие сфери го работат за оваа наша општина. Јас можам да кажам дека уште еднаш да ја афирмираме оваа добра соработка меѓу централната и локалната власт, се со цел подобрување на квалитетот на живот на одредени категории наши граѓани. Мислам дека правилно ќе бидат распоредени, има одредени методологија кои министерот ги елаборираше пред малку. Се надевам дека најчувствителните, највулнерабилните наши категории на луѓе ќе добијат едно многу важно, ќе реши едно многу важно прашање во својот живот. Ние како општина во таа социјална сфера мислам дека даваме максимум што можеме од сите аспекти да го подобриме животот на нашето население. Знаете дека се финишираат и 2 градинки во населените места, се почнаа одредени канализациони системи и многу други, целодневниот престој за деца од возраст од 6 до 10 години. Тоа се проекти кои што општината со помош и поддршка на централната власт ги операционализира, ги финишира. Мислам дека значително ќе се подобри со тоа квалитетот на живот во нашата општина и јас уште еднаш можам да го изразам моето задоволство и мојата поддршка на овие социјални политики на централната власт и на нашата општинска власт. Многу ми е мило што сум денес тука во општина Струмица, каде што е направена социјалната зграда, комплетно завршена социјалната зграда, и очекуваме во наредниот период становите кои што ќе бидат распределени на наредните категории тоа да се случи уште во наредните денови. Владата на Република Македонија е исклучително посветена согласно надлежностите и можностите кои што ги има за помагање на сите овие најранливи категории на граѓани, не само за општина Струмица, туку генерално и за Република Македонија. Сакам да потенцирам дека Министерството за транспорт и врски уште наредните денови, бидејќи извршен технички прием на оваа социјална зграда, ќе распише оглас за 37 станови социјални и исто така 4 станови ќе бидат се доделени на Министерството за труд и социјална политика, односно Центарот за социјални грижи при Министерството за труд и социјална политика, кој што ќе ги распредели тие станови на најранливите категории. Согласно огласот кој што ќе биде објавен, значи лицата кои што ќе конкурираат треба да ги исполнуваат следните услови, односно да ги исполнуваат оние критериуми кои што ќе бидат даени во огласот. Станува збор за лица кои што, значи за деца без родители, станува збор за инвалидизирани лица, станува збор за самохрани родители со малолетни деца, лица кои што користат социјална помош, лицата од ромската заедница како едни од најзагрозените лица, слепите лица кои што користат социјална помош и сите оние други категории кои што согласно одлуката го имаат тоа право. Огласот ќе трае 30 дена и имаат право, како што наведов претходно, да конкурираат сите граѓани. Тоа ќе се случи во огласот ќе биде објавен, значи наредниве денови, во рок од 30 дена ќе може да конкурираат во Центарот за социјални грижи во рамките на општина Струмица. Исто сакам да потенцирам дека владата ќе продолжи со изградба на овие социјални станови согласно динамиката која што има јавното претпријатие за стамбен фонд, така да не застануваме тука. Исто сакам да потенцирам дека во завршна фаза е изградбата на социјалната зграда во општина Гостивар. Очекуваме во најбрз временски период и таму да се распише оглас, се со цел да и граѓаните на општина Гостивар исто така ги добијаат тие станови кои што согласно критериумите треба да ги добијат тие ранлива група на граѓани. Така да, како влада на Република Македонија, како Министерство ресорно за транспорт и врски, заедно со Министерството за труд и социјална политика, кои што формираат комисија, која што во понатамошната постапка треба да изврши увид на оние прелиминарни листи кои што ќе излезат по завршувањето на огласот, ние ќе возможиме да во наредниот период продолжи интензивно изградбата на овие стамбени згради и се разбира колку што можеме повеќе задоволиме луѓе, оние кои што се разбира се од таа ранлива категорија. Свесен сум дека со ова не се решава проблемот на ранливите категории во општина Струмица, меѓутоа мислам дека заедно со општината, со центарот, со јавното претпријатие ќе направиме се во наредниот период колку што можеме согласно нашите надлежности да направиме да се разбира во наредниот период помогнеме на сите овие лица од тие најранливи категории. Благодарам.